Од каде ќе најдете пари за исплата на пензиите во декември? Гласеше прашањето на пратеничката на СДСМ Јована Тренчевска. Таа рече дека состојбата со буџетот на Фондот за пензиско осигурување во колапс, бидејќи недостасуваат над 1 милиарда евра за исплата на пензиите и дека со тоа судбината на пензионерите е доведена во неизвестност. Покрај ова нема пари за надоместоци за социјална заштита, бидејќи нема доволно пари на ставките определени за овие права, рече Тренчевска. Состојбата со Фондот за пензиско е загрижувачка. Пари за исплата на декемвријската пензија нема, ниту во буџетот на Министерството за социјална политика, ниту во Фондот за пензиско. Како ќе бидат исплатени пензиите на 1 декември? Пензиите мора да се исплатат, но од каде ќе најдете средства да префрлате во фондот, кога во буџетот ги немате, а се работи за некаде над 7 милиарди денари. Заменик министерот за социјална политика Ѓоко Велковски ја обвини Тренчевска дека шири невистини и дека тоа ќе се докаже со исплатата на пензиите деновиве. И пензиите и покачувањето ќе бидат исплатени, порача Велковски. Нема да сеете страв дека пензискиот фонд бил пред колапс, нема да има пензија на 1 декември, сето тоа се лаги и сето тоа ќе биде демантирано за само неколку дена од денеска, каде што ќе бидат исплатени тие пензии и цела 26-та, 27-та и години од денеска натака. Така да, граѓаните нека бидат мирни, пензионерите нека се бидат грижливи за себе и дека пензиите на 1 декември и понатака ќе се бидат исплаќани со оваа динамика и покачувањето што ќе биде и во март. Пратеникот на ВМРО-ДПМН Бојан Стојановски го праша премиерот Христијан Мицкоски за оспорената одлука пред Уставен суд за линеарното покачување на пензиите. Мицкоски рече дека неофицијално одлуката е веќе донесена со помош на судиката на Уставен суд Добрила Кацарска. Последните информации се дека веќе одлуката е донесена, дека е потпишана од нејзина страна и дека пензионерите веќе нема да добиваат линеарно зголемување на пензиите, туку согласно процентите утврдени по законот кој што претходно важеше. И тоа само за информација подразбира дека 70% од пензионерите ќе добиваат помала пензија од следниот месец. Поради оваа иницијатива на оваа судика која што е дел од Уставниот суд. Во текот на седницата и пратеничката од Европскиот фронт Рина Едари постави 3 прашања, и тоа до министерот за здравство Азир Алиу, зошто не се реновираат оделенијата во клиничката болница во Тетово и зошто не се изврши вработување на медицински кадар. Прашањето до министерот за култура Зоран Љутков беше зошто театарот во Тетово не е во приоритетите на министерството. Министерот за економија Бесар Дурмиши пак беше запрашан дали смета дека политиките што ги води немаат успех и дали ќе си сноси одговорност, бидејќи и во самиот извештај на Европската Унија е наведено назадување на економијата. Сите тројца министри не беа присутни на седницата, пошто пратеничката Едари беше известена дека ќе добие писмен одговор.